Паралелно на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, која веќе скоро 60 дена маршира за унитарна држава, активисти на шарената револуција формираа свое граѓанско здружение наречено Легија на честа. Ова здружение дури избрало и органи како управен и надзорен одбор, а за председател бил избран Зоран Димовски, негов заменик е Југослав Петровски и двајцата отворени поддржувачи на политиките на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев. И Димовски и Петровски беа дел од насилните протести на шарената револуција, која боеше и палеше во главниот град, а Димовски и кампуваше во шаторите на СДСМ пред владата. Основачите на здруженијето за дел од порталите изјавиле дека ќе се залагаат и ќе се борат за основни демократски вредности, кои како што велат во изминатата деценија им биле одземени од актуелната власт. Но во дел од јавноста формирањето на вакво здружение е пандан на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во време на дебата за така наречената тиранска платформа е обид да се подржат намерите на СДСМ и албанските партии да се формира нова влада, во чија агенда ќе биде исполнувањето на платформата. Дека целта на здруженијето е подршка на тиранската платформа зборува и самиот потпредседател на здруженијето Легија на честа Југослав Петровски, кој на својот Facebook профил отворено вели дека тиранската платформа е одлична основа за конечна разврска на отворени дилеми и избирање на нова реформска влада. Значи јас, Југослав Петровски, ја поддржувам тиранската платформа, која, по моје мислење, е одлична основа за конечно разрешување на отворените дилеми при една здрава собраниска расправа и при таквата расправа што поскоро да се дојде до собраниски компромис и допринос. А за до тоа да дојде, прво треба да се избере новата реформска влада. Пишува Петровски. На Facebook профилот на Петровски исто така завчера можеше да се види и дебата за повторно активирање на шарената револуција, овој пат со герилски акции, шарени знамиња и нов концепт на граѓански бунт.